Здраво на сите! Добре дојдовте на Учиме германски со Левел. Се надевам дека овие материјали, кои што ќе ви ги подготвиме, дека ќе бидат корисни за вас и дека ќе успееме да ви помогнеме во изучување на германскиот јазик. На самиот почеток од материјалите или во првата лекција започнуваме со личните заменки. Личните заменки се многу битни во секој јазик, како во македонскиот, така и во германскиот. Во македонски лични заменки се јас, ти, тој, таа, тоа, ние, вие, тие, додека во германскиот ich, du, er, sie, es, wir, ihr и sie. Значи започнуваме од почеток. Во еднина имаме ich, јас, du, ти, er, тој, sie, таа, es, тоа. Во множина wir, ние, ihr, вие и sie, тие. Имаме уште една форма која што германците ја користат како учтива форма, тоа е формата sie, која што значи вие, и се користи во германскиот кога персираме некого, кога се обраќаме на некого во учтива форма. Не се користи формата ihr, што значи вие, ihr се користи за множина, кога имаме група од луѓе, додека кога сакаме некому да му се обратиме со учтива форма, ја користиме формата sie. Исто така забележувате дека формата sie се користи и за женски род, за таа. Уште еднаш ќе ги повториме личните заменки. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr и sie. Личните заменки се битни, меѓутоа, освен личните заменки, на првиот онлайн час имаме и учење на помошниот глагол сум или sein. Sein е сум. Во македонскиот јас сум, ти си, тој е, таа е, тоа е, ние сме, вие сте, тие се, додека во германскиот за прво лице еднина имаме ich bin, јас сум, du bist, ти си, er ist, тој е, sie ist, таа е, es ist, тоа е. Во множина wir sind, ние сме, ihr seid, вие сте и sie sind, тие се. Учтива форма користиме sie sind, меѓутоа забележувате дека sie започнува со голема буква, како и сите именки во германскиот, во овој случај sie се пишува со голема буква. Уште еднаш ќе ги повториме, помошен глагол sein или sum. Ich bin, du bist, er ist, sie ist, es ist. Wir sind, ihr seid и sie sind. Исто така многу битен е и помошниот глагол имам или во германскиот јазик haben. Во прво лице имаме ich habe, јас имам. Второ лице du hast, ти имаш. И трето лице er hat, тој има. Sie hat, таа има. Es hat, тоа има. И одиме со множинските форми. Wir haben, ние имаме. Ihr habt, вие имате. И sie haben, тие имаат. Уште еднаш повторуваме дека sie се користи и за учтива форма и имаме sie haben. Тоа беше се за денешниот прв час по германски јазик. Поздрав и имајте убав ден.